Значи, кога ќе дознаеме дека во нашиот град доаѓа европско познато филмско и режисерско име, тогаш сме малку изненадени, затоа што не сме знаеле дека словенец, по мајка македонец, представува реномиран филмски автор, а неговото последно филмско остварување вчера вечер имаа можност да го видат Велешани во Велес. Слободане, добро е дојде во Велес. Што те врзува за Велес? Благодарам. За Велес ме врзува мајка која што е родена во Велес и морам да ве поправам, јас сум босанец, Сарајлија, пола македонец кој што сега живе во Словенија, која што е сега Европа. Мада мислам дека сите ние сме Европа. Така е. И нисам превише познат, хвала вам на комплименту, али не мислим да сам ја сад нешто светски позната фаца. Европска, да, со оглед на тоа што успеав да прочитам за вас, да го видам вашиот канал, да ги видам вашите филмски остварувања, долгометражни, играни, краткометражни, документарни и наградите кои што ги имате освоено. Да. Последното филмско остварување го посветувате на една музичка легенда словенечка, за која што се сеќаваме сите ние, кои што сме родени во 60-тите, 70-тите години, па може би и малку порано. Филм кој што, еве, доживува слава на, ајде, по широките простори на поранешна Југославија, но мислам и надвор од неа, со оглед на наградите кои што, презентациите кои што ги имате направени. Како беше синоќа во Велес кога го видовте на големото велешко платно? Филмско? Да, мене е пред свега драго да та нека македонска премиера се десила у Велесу, jer sam to ja na neki način zahtijevao, baš zbog toga što imam i rodbinu ovdje i što je moja mama Velešanka i se izvinuam deka ne znam mnogo dobro da zborujem makedonski, ke se obidam, da što poveke zborujem i mnogo mi беше milo i pri srcu. Malo je bio problem sa avionom, no jedva smo stigli u zadnjih 10-15 minuta da dođemo na film, ali da, krasno mi je i volim Veles, volim da se vratim ovdje. Zadnji put smo bili 2017. godine, prolazeći, išli smo na jedan festival krasan u Albaniju sa jednim kratkim filmom i to je to, evo sad smo tu večeras Skopje, nakon toga Leskovac, pa Beograd, pa Prag, stvarno sa filmom Praslovan koji govori, kao što ste rekli, o velikoj slovenačkoj i jugoslovenskoj rock'n'roll zvijezdi, Zoranom Predinom i njegovom nekadašnjom grupom Lačni Franc. Mislim da smo uspjeli napraviti jedan lijep dokument, ne samo o njemu, već o jednom vremenu koji govori o nekim krasnim stvaraocima koji su probavali da svojim stvaralaštvom utiču na društvo, na mijenjanje sistema, da poprave stvari koje im se nisu sviđale u tom trenutku i taj čovjek to radi još i danas. Žao mi je što nije došao u Veles, imao je planirano, ali jučer je imao veliki koncert u Zagrebu, u Vatroslavu Lisinskom, a danas pa dolazi u Skopje.